Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Нема многу брзо да ја заборавам оваа прослава. Беше прекрасно. Ние сме привилегирани. Имаме Бог кој не ослободи. Следната година повторно ќе одам во Ерусалим. Мир вам. Го видовте ли нашиот син? Исчезна. Тој е 12 годишен. Може би е напред со некои други луѓе. Марија и Јосиф го барале Исус. Бил прв пат со нив во Ерусалим. На пат кон дома, одеднаш исчезнал. Јосиф, загрижена сум за него. Треба да се вратиме и да го побараме во градот. Насекаде прашувале за нивниот 12 годишен син. Никој не го видел Исус. По 3 дена, конечно го нашле во храмот. Биле зачудени затоа што бил во Божиот дом и разговарал за Библијата со библиските учители. И тие биле восхитени од неговите прашања и одговори. Зошто си овде? Те бараме насекаде и се загриживме за тебе. Зошто ме барате? Не знаете ли дека треба да бидам во домот на мојот татко? Прв пат Исус го нарекол Бог свој татко и на тој начин се представил себе си како Божји син. И Исус, Божјиот син, еднаш бил дете како тебе. Тој бил целосно човек, се смеел и плачел како тебе, јадел и спиел како тебе. Требало да учи исто како ти. Секогаш ги слушал родителите, како тебе. Можам да слушнам како се смееш. Зар не ги слушаш секогаш родителите? Во Библијата пишува: деца, слушајте ги родителите. Исус бил секогаш послушен. Тој никогаш не кажал или не направил нешто грешно. Никогаш не лажел, никогаш не крадел. Бил без грев. Послушноста била радост за него. Затоа се вратил со Марија и Јосиф во Назарет. Ако сакаш да му бидеш послушен на Исус, ќе ти помогне да го следиш неговиот пример. Замоли го и ќе ти прости за сета непослушност. Кога ќе избереш да живееш со него, ќе ти помогне да живееш на начин кој му е угоден на Бог. Кога Исус живее во твоето срце, може дури да биде забавно да се фрли ѓубрето, да се мијат садови или да се испразни машината за садови. Вреди да се обидеш да живееш со Исус. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!